Како што може да видите, денеска Единствена Македонија поднесе до собранието иницијатива за донесување на одлука за повлекување на одлуката за членство на Македонија во Северноатлантската организација, попозната како НАТО, што собранието на Република Македонија ја донесе на својата седница 23 декември 1993 година. Значи, ова е таа одлука што денеска ја поднесуваме до собранието на Република Македонија. Сега, согласно правните прописи кои што регулираат организацијата на собранието, очекуваме председателот на собранието да ја достави согласно деловникот до сите пратеници, а потоа ние, како што наведуваме во самиот поднесок, согласни сме било кој пратеник или било која пратеничка група да ја процесира оваа наша иницијатива. Инаку, околу причините, сакам да истакнам дека за Македонија тоа се существени, но генерално гледано и пошироко сметаме дека НАТО е една фашистичка организација која што ја гледаме преку нивните официјални представници секој ден, посебно преку нивниот секретар за одбрана. Гледаме од самото однесување веќе не мислат на ништо друго освен на методите на повторно војување, а тоа војување бидејќи се работи за голема сила може да има трагични последици за целото човештво. Посебно за нас што е за Македонија побитно, гледаме се работи за една геноцидна организација која што сака да го промени името, идентитетот и целосно да обезличи како Македонија и како македонци. Затоа ние сметаме дека нема потреба од членство на Македонија во оваа организација, бидејќи својата иднина Македонија како држава единствено треба да ја гледа во членството во Евроазијската економска унија и стратешко партнерство со Русија, бидејќи тука не треба посебно се кажува какви врски не врзуваат со Русија од национални, културни, религиозни. Така да, со еден збор кажано, ние сметаме дека пратениците ќе видат на висината на задачата, посебно апелирам до македонските пратеници од ВМРО, ДПМН и СДСМ, да видат на висината на задачата, да водат сметка за интересите на Македонија и на македонците и да ја прифатат оваа иницијатива. Само уште да кажам дека доволно е просто мнозинство во собранието од вкупен број пратеници за да биде оваа иницијатива да влезе во процедура и да биде усвоена. И на крај сакам посебно да апелирам до председателот Тала Џафери да не мисли да го повтори она што го направи со нашиот закон за амнестија, кога зарад негова лична суета и нервоза, бидејќи како што може да видите и во оваа иницијатива доле имаме една фуснота во која кажуваме дека Тала Џафери не го признаваме за председател на собранието се до уставна оценка на неговиот избор од страна на Уставниот суд на Македонија. Така да го предупредуваме да не постапи исто како што нашата иницијатива за предлог закон за амнестија на пратениците, кога според негова лична суета не сакаше да ја прими нашата иницијатива, на 3 пати не ја враќаше само поради таа фуснота заради негова лична реакција, а согласно прописите во собранието, личната нервоза и суетата на било кој функционер не е причина да не се почитува деловникот и уставот. Од тука, значи, ќе повторам, сметаме дека собранието, посебно македонските пратеници од ВМРО, ДПМН и СДСМ ќе бидат на висина за задачата и мислат добро на Македонија и со оваа иницијатива доколку се усвои не е претена ако кажам дека го обезбедуваме останокот на Македонија и македонците. Благодарам. НАТО сака да искористи македонскиот народ како топовско месо во светската војна. Затоа и според справките на Пентагон, во светската војна тие замислува да останат само 4% од жителите од населението на земјата. Така што со еден збор САД се спремни да војуват со Русија до последниот европеец и со Кина до последниот азиатец.